Место економско изнудување и бугаризација на македонската економија, Бојко Борисов би ја постигнал целта за пријателски односи со Македонија, ако неговата држава подитно ја регистрира Омо Илинден Пирин како легитимна политичка партија, што ги застапува интересите на македонците во Бугарија. Реагираат од обединетата македонска диаспора на вчерашната изјава на софискиот градоначалник за бугаризација на македонската економија по грчки рецепт. Говорот на градоначалникот на Софија Бојко Борисов меѓу иселениците во Чикаго остро го осуди бугарскиот премиер Сергеј Станишев, Бугарската социјалистичка партија и македонците во Америка и во Бугарија. Бугарската јавност е лута на неговата изјава дека најголемиот проблем на оваа земја е лошиот човечки материјал, составен од роми, турци и пензионери. Се осудува и изјавата дека со економски мерки можат да се остварат бугарските интереси во Македонија и на тој начин да се принуди земјава да ја признае својата вистинска историја. Информирали сме нашите евродепутати, които ще сезират Европейската комисия за дискриминационно и расистско поведение. Странна е неговата външнополитическа визия. В държава, която е известна с демокрацията си, да правиш расистски изявления е глупаво и опасно. Визията му за прекрояване на Балканите чрез превземането на Македония отвътре е още по-глупава и още по-опасна. Планот на Борисов за купување на Македонија од бугарите го повредува еден од најважните принципи на Европската Унија, промовирањето на почит за принципот на независност, суверенитет, територијален интегритет и неповредливост на границите, велат од обединетата македонска диаспора. Целта на Бојко Борисов за пријателски врски најдобро може да се оствари со итна регистрација на Омо Илинден Пирин, сметаат македонците во Америка. Самиот Борисов вели дека со бугаризација на македонската економија ние македонците многу ќе ги засакаме бугарите. Јас мислам дека тоа воспротивна насока. Ако тој сака бугаризација на нашата економија, не верувам дека ќе успее, посебно ако со таа бугаризација крајниот цел е да создава раздор меѓу македонците и да го негира македонскиот идентитет преку таква бугаризација, не верувам дека ќе успее, ниту мислам дека е добра идеја. Македонците во Бугарија не се изненадени од изјавите на најсериозниот кандидат за иден премиер на таа земја. Тој порано има правилно такви искажувања и не се никаква тајна неговите врски како со поранешната тоталитарна власт, така и со службите за безбедност. Знаеме како се нивни ставови спрема Македонија и македонците. Тоа е единствената вредност од таа негова изјава, за да можат и луѓето во Република Македонија, а и демократските граѓани во Република Бугарија да разберат какви луѓе си имат работа и какви се претенденти за власт во Бугарија. Инаку неговата изјава е нонсенс за еден кандидат за премиер во европска земја. На бугарскиот премиер Сергеј Станишев во целава ситуација, како што изјави, најинтересно ќе му биде да види како Европската народна партија, чиј член е Борисов, ќе реагира на ваквите провокативни изјави. Градоначалникот на Софија Бојко Борисов важи за најпопуларен политичар во Бугарија. Владата со државни пари ќе покрива дел од каматите за кредити на компании